Значи, не сум бил тука толку време. И сега ово е за мене, ете. Зар јас сум го направил ова? Боже. Колку време сте били тука, професоре? 20 години сум бил. Од кога сум ги посел. Имплицитно можда еднаш, два пати вака сум бил и... Ама не сум влегол тука, сум бил на некои случки на доделување на награди, медали и така натаму, али строго забрането да се влезе. Да, златото мое. Знаете. Ово е све злато, знаете. Да. И тоа чисто 24 каратно злато. Овде во салата Македонија, во Македонското собрание, во 1999 година беа направени 6 мозаици, од нив 4 мозаични појаси и 2 розети. Стојат овде како дел од македонското културно наследство. Сите ги гледаат, но ретко која знае приказната за нив. Под мозаиците е пленарната, клучната сала, каде што се носат крупните одлуки кои ја трасираат иднината на државата. Гостин во Собраниска ризница е авторот на овие мозаици, професорот академик Газанфер Бајрам. Да, јас. Добар ден. Добар ден. Како се чувствувате после 20 на години овде во салата? Да ви кажам право, некако не ми се верува дека јас сум ги направил. Секогаш кога ќе погледам и во репродукции, овака, отприлике знам дека е тоа, ама во живо кој ќе се види, тоа е сосема друга работа. Не е за џабе кажано оваа техника и фрескотехниката монументално сликарство. Ова се монументи за иднината, за сегашноста и за иднината. Тука е све што треба да се знае за оваа наша држава или сладка државичка. Да започнеме со мозаикот насловен како химна. На него се гледаат тврдините на царот Самуил. Потоа се гледа и делот Охридското езеро. Има многу детали на овој мозаик. Што поточно? Која е пораката со овој мозаик? Па, например, вие почнавте веднаш од деталите, а не почнавте, например, од општото. Првите зборови на химната гласи: денес на Македонија ново сонце се раѓа. Доминира утринска жолта, бидејќи сонцето кога се раѓа е жолто, лимун жолто, не е после колку ќе се дигне или кога ќе зајде. И оно е, значи, ново сонце се раѓа. Оттаму ќе почуваме. Новото сонце се раѓа, зраците негови, светлината негова поминува низ портите на Самуиловите кули. И со тоа се осветлуваат деловите од химната и деловите, тоест ги осветлуваат зборовите од химната, а со самото тоа и деловите што содржи овој мозаик кој е наречен химна. Значи има тука Прокор Чински, каде што е прогласена Македонија. Тука се, кој што наведовте вие, Охридските куќи, едно парче од Имарет има тамо. Она што беше останато, уште стоеше со векови. После тука символот на град Скопје. И тој е символот и на грбот на Македонија. Нели мостот кој поврзува едниот брег со другиот брег. И многу важен мост за трговијата, тоа што вела. Тука веројатно поминувала и, не знам, не сум прочитал, али тоа предпоставувам многу важните патишта, дури и познатото римскиот пат. Калето е тамо. А доле е Геон, тоа е божество на рајската река.
Вардар е рајска река на нашата држава. Она од кај што извира од Бруток до крајот, до границите кај што завршува кај Гевгелија, тече понатаму. И затоа ја прифатив таа символика од митологијата, рајска река. Таму ќе се види како по брадата тому се брзаците и притоките кои се припојуваат и така натаму. Значи, да бидам нескромен, содржински сум опфатил све. Културата треба да влијае во секојдневниот живот. Уште еден мозаик, вториот мозаик. Наслов е некако круговина цивилизацијата. Централниот дел го заземаат светите браќа Кирил и Методи. Но има уште многу детали на овој мозаик. Што ќе може да ни објасните за овој мозаик, професоре? Па вие веќе објаснивте тој главниот детаљ. Мислам, доминантниот детај. Да. Па писменоста на словените браќата се биле нели по Моравија, дури и во Русија се раселиле писменоста по светот, така можеме да кажеме условно словенскиот свет. Да. Сега, од левата и од десната страна се символите на два триаголника. Триаголника има нели сето тројство, бројот 3 се протега низ сите митологии, низ сите цивилизации. Меѓутоа јас сум и така сум ги дизајнирал да кога ќе погледате како би рекол бескрајно и тродимензионално се врти еден друг. Во исто време символизира и машко и женско. Знаете, триаголниците кои ќе се поанализираат, тоа значи двава круга представуваат нели културата на некои цивилизации кои поминале низ Македонија, тоест низ овие простори. Не мораме да се ограничуваме на Македонија. Тука се словата, буквите на тие цивилизации што поменале. Букви од сите азбуки. Од тие цивилизации што поменале. А во средина сум преземал од иницијалните букви од светите книги, буквата М, која символизира Македонија, каде што две птици со канчите држени чврсто ја формираат буквата М. Од десната страна се остатоци од цивилизациите, разни накити, во средина е маската од требеништа, која за жал не е кај нас, нели? И тука е и Менада, која е пронајдена во Тетово. А од левата страна сум оставил ангелот на благовестите. Тој е символ за благовестите на демократијата. Влегуваме во цивилизациите со благословот на ангелот од благовестието од нашата. Тоа е иконата благовестите што се наоѓа во Охрид. Тоа е најпозната икона, најпознато творештво од тој период на христијанство, така наречен византискиот период, по гениалноста на решението. За мене, а и за другите историчари. Тоа би било отприлike. Доминира златото заради тоа што златото е најмногу доминира златото. Златото е неодреден простор, магичен простор, вечен простор. Златото, као што е златото вечно, нели? Не регија, да се претопи, пак си е златото, си останува злато. Тоа исто има една своја символика. Се надевам дека така ќе биде. Професоре, во кругот е златната маска, но околу кругот... Тоа се разни накити. Минџуши има, токи за појас, знаете. Тоа се разни накити кои што ги има во нашите музеи, по археолошките музеи.
Тамо сум ги гледал, сум ги ставил. Тоа би било така. Перото му сум го направил подолго, бидејќи да се знае дека пишува нешто. А сум чул дека некои се распрашувале зашто вика он си стегнал усата. А он мисли интензивно загрижење што позади брат му вика чекај тука греши. Тоа е така едно. Тука имаме и една порака, на почетокот беше изборот. На почетокот беше зборот. Тоа е која е преведена Библијата на тој старословенски или глаголицата. Така почнува. Професоре, ги објаснивме двата мозаици. Ни останаа уште два мозаика и две розети. Пред нас е македонскиот Орфеј. Да. Тој со својата свирка ги собира животните. Да. Што по-конкретно значи се тоа? Овој мозаик. По-конкретно. Поверете. Да. По-конкретно. Па вие веќе Исто рековте гледаме тоа големо најконкретно. богатство на него, да. Да. Гледаме најголемо богатство на него. Многу И животни. сега, например, Орфеј со својата музика ги тоа митологија од античката митологија е тоа. Тоа е транскрипција на еден староримски мозаик Орфеј, каде што со својата свирка на својата китара или и повикува сите животни доаѓаат занесени од неговата музика и го слушаат со внимание. Така и јас се сетив дека во конкурсот имаше и тако назначено, апострофирано беше богатството на Македонија да се види. И јас истражував отприлике најзначајните што се од светот на животинскиот свет на Македонија и сватив дека е тука македонскиот лав, тука е, нели, мечката наша е позната, Имаме желка. диокозите, тука се орлите, ние имаме многу ретки орли, кои за жал не знам уште колку останаа малце. Па тука е јагулата која иде, нели, се рести во Охрид, па се враќа во Саргаско море, пат од 10.000 километри поминува, тоа е пред. Тука се и ластовичките кои доваѓаат, нели, се вселуваат, па си одат назад на потопли краишта, доваѓаат топло кога е тука. Тоа има два гулаба тамо, тоа е многу интересно. Тие два гулаба ги беше нацртал еден мој колега турчин. Јас кога го правев мозаикот и он рече дај бе стави два гулаба. И ми нацрта и тие се негови два гулаба. Меѓутоа тука има и легендите во Македонија, самовилите, тука е самовила шумска, која има длабоки корени во преданието. Да. Тоа сега ве прашам. Сите овие животни имаат, сакавте преку нив нешто да порачате. Да. Например, која е пораката преку жилката? Па жилката е порака на долговечност, нели? Жилката долго живее. Тука седи и мудроста, мудриот човек. Кај нас сите преданија се пренесуваат од колена на колена од старите мудри луѓе. Од прилика е тоа. Меѓутоа интересно е тука кај Орфеј, под него е кучето, верното под неговите носа. Да, верното животно на човекот. Тука и мечката која исто љубопитно, насмејана, весела, не делува страшно, слуша. И тоа ликот, да ви откријам, ликот е портрет на авторот. А авторот знаете кој е? Секако. Да, тоа е мој лик. Да. Ово е лик, ово има коса и поголема брада. Тогаш бе, тие се мои
после студентски денови, кога завршив, кога дипломирав и кога специализирав, тоа е така беше мојот имидж, доека не се вработив. После морав малце по-пристојно да не бидам лош урнек. Професоре, таму имаме еден црн круг. Што означува тој? Тоа е многу интересна забелешка. Овие мозаици ги правев за време на кога се случи затемнението, кое беше многу, не знам на кои циклуси беше, дали на 50, на 60, бише не се сеќа. Тогаш сум го правил и ја го ставив дека е направено у тоа време. И околу него има, може ради светлоста не се гледа баш, таму има, тоа е така наречен феномен на затемнението, прстен се вика. Он стварно кога злато има и кога вирее вака, као да има камен некој. Од оздола е символот еден кој мојот пријател, сега покоен, славниот Петре Андреевски, многу добро го опиша, кога ме прашуваше, добро, што ти е ова? А ме викам, тој е воин, а во исто време може да биде и овчар или човарин. И говориме сега за розетата. За розетата зборувам. И символиката на штапот или крлук, која не бидејќи не символизира баш крлук, али тој штап сепак он е врзува земјата и небото. Тоа се врзани работи на човекот, вечна врска е тоа, земја и небо. Додека разговаравме претходно за јагулата, имавте една интересна приказна како преселница на нашите луѓе што овда ти се селат. За гурбетчиите, да, гурбетчи. Па сите тие јагулата, ластовичката, отприлике тоа е. Народот кој што живее на овој простор е печалбарски или постарински гурбетчи. Бидејќи секогаш била земјата сиромашна одека. И они побрзо, сиромашна у смисол, земјата е богата, се обработува, али економијата била сиромашна и побрзо се заработувала во странство. Помако трпно и али они исто ко вие животни, кој што е ластавичката, кој што е јагулата, они одат и се враќаат на своите живеалишта. На розетата долу има бели камчиња одвоени во Па тоа е малце као да зрачи, силата од него. Тоа е вака една, како би рекол, ликовно објаснување на ликот на тој. Ни остана уште еден мозаик и уште една розета. Мозаикот е насловен како свадбата. Која е пораката со овој мозаик? Со оваа тема? Свадба. Самиот збор кажува, нели, човекот се раѓа, се слави се раѓање, нели? Да. Па после расте, па кога се свадба. Тоа е врв на продолжување на врстата, продолжување на едно семејство, продолжување на човештвото, нели? Јас се думав за овој четвртиот појас и се сетив дека бевме претходно толку извикано и исплукано едноумие, нели? Имаше две партии, аме ти сите беа од една партија излезени, тие двете. Тогаш се изродија многу партии и кога демократијата ја зајавме, ако символично, како што го кажувам тоа значи се споивме сите и направивме на веселба, бидејќи Македонија дефинитивно е независна. И тоа е символ на свадба. Сега не можам ја да кажам, една партија е млада, а другата е сваќа, третиот е кум, тоа. Него генерално е свадба. И тука сум ги фатил сите елементи на една свадба. Од музичарите, од невестата која води оро, после невестата иде свекрвата, па потоа идат сватовите
и на крај иде свекорот со мустаки и он ги носи, он го надгледува чеизот што го носи невестата. Невестата што го донела, го контролира, нели? А позади сум ставил лисје од тутун, кои исто време символизираат као да се планини на Македонија. Да. Така сум го исполнил таа една моја порака. И гледате дека има доста ритам, ево големо движение. Сите овие познавачи или критичари на уметноста велат дека ова била најекспресивен дел од купен ова мозаик. Не е статичен како другите, него тука баш има голем ритам. Тука го имаме тапанот. Тапанот имаме. Зурли. Нема што нема. Како би се рекло просто. И добри се сите у еден ритам играат, разбирате, и се држат за раце неевидентно. Значи, рековте дека прва е невистата, втора е свекрвата. Свекрвата. Интересно е што свекрвата носи марама и јаниша вака, али деталче ако видите. Деталчето се многу интересно што јазикот на свекрвата е надвор од устата. Па се знае свекрвата, што значи да не претераме, сега доле е Свети Ѓорѓе или Крали Марко? Све е заедно. Све заедно. Све е заедно. Тоа добро го напиша, преди малку зборував за пријателот мој покоен Петре Андреевски. Кум е на свадбата. Може да се символизира како кум на свадбата. И он кога ме праша, добро, а што е сега ова копјево надоле? Не, ме викам, ја у школа кога учев, нели имаше приказната кога Крали Марко како ја е изгубил силата. Бидејќи многу се разбеснел и Севишниот му направил едно, као што знае и тоа се направил во еден старец и му рекол, дај бе, не можам овој товар да го дигнам. И овој не кел да се симне, него фатил со копјето да го дигне. Меѓутоа, таа тежина што ја прави Севишниот не е таква едноставна тежина и се скршило копјето. Ја му раскажав тоа, го подсетив на таа приказ и тоа му се бендиса и има убаво опишано. Да. Океј, кум и Свети Ѓорѓија и Марко све заедно. Да. Тука имаме исто повеќе детали. Па има конј, кој не е конј, баш многу копје, штит. Не сакав да бидам многу експлицитен. Ако вака загледате се, осим некои, например, кај што се конкретни работи, кој што е кај цивилизациите, кај круговите и кај химната, одека нема потреба така експлицитно да се објаснува. Као и кај Орфе. Да. Тука почнав со воинот, па после и со розетата, што беше. Тоа беше интересна идеја на архитектот Силвија Томовска, да стави две розети, да пополни тој простор, овдека е веќе не може да се стави, бидејќи е пополнет со тоа над... Со напратите, резбата, длаборезот. Тука сте и подпишан, господине Мајер. Да. Во кирилица сте подпишани. Па да, тоа не го спомнавме и кога дискутиравме. Да, тоа го спомнав. Да, се подпишав на кирилица Газанфер и напишав 1999 година. Не ме прашавте зашто 1999. Зошто 1999? Тоа е многу интересно. 1999 е долго трае. 1999 2000-та, крај, кратко. А и вистина, овие мозаици ги поставив при крај на милениумот. Ми се чини дека беше 26 декември на Божик.
Професоре, се наоѓаме во галеријата. Таа е резервирана за новинарите и за дипломатите кога има специјални седници. Овие мозаици се веднаш пред нивните очи овде. Да, поблиску него на Поблиску са него некако. на пратениците. Не може да се избегнат да ни се Да. видат. Како ви се допаѓа перспективата овде кон вашите мозаици? Ме прашувате као автор на мозаиците или као дипломата? И како двете. Пред се како автора, потоа дипломата. Па сигурно, сум се нагледал правејќи ги ова. Меѓутоа, целиот овој ансамбл, имам фотографија од оваа перспектива, изгледа фантастично. Дури не надреално, него како некој селенски брод изгледа, кој што во филмови не сум видел, со селенски брод со мозаици. Разговаравме за 6 прекрасни, преубави мозаици. Дали беше тешка нивната реализација, бидејќи веќе од вас слушнав претходно дека тие се направени од оригинални италијански камчиња. Колку макотрпен беше патот од Италија? Има италијански, така наречено мозаичко стакло или од Венеција и од другите фабрики што се наоѓаат во Италија. Тие се овие со интензивни бои, што се, например, црвени, жарки, зелени, сини или златото. Тоа се од Италија набавени. И не го применува многу во моите мозаици. Обично 30, од 20 до 30-35% употребувам венецијанско стакло или паста, така наречена професионално. Сега ме прашате дали е тешко. Па знаете како, да се заврши една работа, било која работа, не само за мозаик, треба подготовки големи за таа работа, да биде успешно завршена. А мозаикот е многу сложена работа. Осим тоа, тоа е едно ликовно дело кое има своји лимити. Знаете, не може као сликарството со четката да се зима боја, па се прави димензија, не знам, длабочина, волумен и така натаму. Во мозаикот има лимити, бидејќи имате камче, ракцете ваши, тоест на авторот и идејата и што поуспешна реализација е и успешен е мозаикот. Ако и погледаме античките мозаици, тамо веќе има инсистирање на волумен и така натаму, тоа веќе е познато, да не влегуваме. Сигурно дека е тешко. Да не заборавиме дека материјалот, например, од Италија што го набавувам, не го набавувам готово кршен, бидејќи има два начина, поскапиот и поевтиниот начин. Поскапиот е оној што готови камчиња имаме веќе со одредена димензија и тие се употребуваат зависно од идејата. Јас нарачувам цело, така е на плоча или како би рекол популарно копица, тоа се сече и после го кршам рачно или со специјални алатки, клешти или некоја машина ако има некој. Така да тоа е што се однесува за материјалите од странство што ги набавувам. Да не заборавиме дека и алатките се исто од странство. И некои алатки сум нарачувал кај ковачите, кои за жал сега полека ги снемува во Скопската чаршија. Ке им објаснам тачно што, како и бога ми успешни се у таа работа. А другото е, собирам од мермерџи, знаете, тие, фала Богу, сега има градежливството многу напред, да се вивна кај нас. И сега материјалите што ги набавуваат од странство се од разни делови на светот, знаете, така да може да човек да малци да комбинира со тие материјали, природни изборувам се кажа, за мермерите за плоча. Да. И тие исто ко овие другиве, као стаклото, тоа се дроби со рачно.
Секое камче што го гледате тука е по саканата големина, саканата димензија, пази да не забораваме дека осим големина и димензија начинот како изгледа, некојаш треба да биде не многоаголна, али например триаголна по потреба за скицата, све со рака се прави тоа. И сега можете замислите дали е лесно или Поприлично тешко. За тоа, а дали не ќе да зборувам дека прво скица идејна, па после се зголемува за да може да се следи идејата, па во текот на работата може да се менува, бидејќи идејата нараѓа нови идеи, нови мисли. Така да финалното дело е реализација на макотрпно и трпеливо следење на идејата. Сака да прашам, рековте, потребно е доста време за самите скици и за изработката на секој мозаик. Колку време ви беше вам потребно за скиците и за изработката на овие мозаици? Па добро, скиците доека траеше конкурсот отворен. Генерално е тоа така, бидејќи конкурсот имаше кој објавен, па до кој ден е тој, нели, што популарно дедлайн или крајен рок да се реализираат. И во текот на траењето на конкурсот тие скици се реализираат. Па потоа ако веќе го добив конкурсот, тогаш ги зголемував и да може да се следи мислата. А за колку време беа изработени со вашиот тим? Скиците или мозаиците? Мозаиците. Па во јуни почнавме. При крајот на мај комплетно со набавка на материјалите од странство, собирање на мермери разнобојни кои се неопходни за во однос на скиците, на бојата потребна. И кога ќе се све набави, тоа не значи дека генерално е решено, бидејќи во текот на работата одеднаш недостасува некое. Знаете, некоја боја. Понда мора да се снајдете. Така да, до крајната, кога веќе ги донесовме тука, значи јуни почнавме, во декември, као што реков, недека 26-7 декември, пред да си замине претходниот милениум или минатиот век, ги поставивме. Значи 6 месеци отприлike. Така, од околу 6 месеци. Која техника е употребена во изработката на овие преубави мозаици? За мозаик кој ќе се каже, има многу на техниките, има да не оптоварувам гледачите со разните латински називи. Ова конкретно е така наречена византиска или директна техника. Кај што на нанесениот слој малтер се следи скицата и се следи идејата и се ставаат камчињата, условно кажано се боцкаат или се нанесуваат врз живиот малтер. Тоа е таа византиска техника, додека другата е така речена професионално ровешио или наопаку, таа опачина, нели? Се редат на хартија, па после се прави арматура, па се лие од згора. Тоа е полесно за изведување, бидејќи коректурата на евентуални грешки може да се изведе побрзо и по-лесно. Не е додека овдека, кој ќе се учврсти малтерот, коректурата е малку трпна. Тука е вака, ама има една друга работа. Византиската техника зависи од големината на камчињата и колку се забодува во малтерот и има една
tekstura ko ќе погледа, знаете, кој ќе пипнете овака има текстура. Доека кај ова другово што е ровешио или наопако, кај нив е све рамно, као маса. Така се губи особеноста на мозаикот. Тука е разликата, која не е мала. Не е мала. Тоа може да се види одека. Така. Ако ова било на таа техника, тоа не би било толку разиграно и бидејќи светлоста која паѓа на овој тип мозаик се одбива на различити страни, знаете, и тогаш прави еден друг ефект, него кој е на една рамна површина. Под овие мозаици работат на народните избраници кои носат битни одлуки за државата и граѓаните. Од вас слушнавме многу пораки изразени преку вашиот труд. Дали сметате дека тие допираат до пратениците? Дали допираат до пратениците? Се надевам дека... Добро прашање. Се надевам дека влијаат. Знаете како е? Јас од тие конгреси за мозаиците, мозаичката асоциација, наше друштво што го имаме меѓународно, сум шетал доста по конгреси. Например, импресиониран бев во Бразил која бев. Кога ги прашав тие, а и во Канада исто сум бил на еден симпозиум, кога ги прашав како уметниците живеат, колегите мои, млади, например. И они ми кажа една интересна работа. Еден дел од инвестициите за објектот кој што се гради, тој зависи од како која држава тоа го решил или која дел од федерацијата го решил тоа, иде од 15 до 10% за уметници. За уметноста, генерално, не за уметноста. Тука паѓаат, се опфаќа за сите за филмска или ова. Така да, колачот не е мал. Понајвише за големи држави, кои што се Бразил, Канада, Америка и така таму. И јас инсистирав, стално во моите интервјуа што сум ги давал, стално го предлагав овој закон да биде. Затоа што има тоа последично дејство на помладите. Ако во една зграда стамбена се стави некој уметничко дело, тоа ќе влијае на помладокот. Бидејќи куќите во Италија или обилуваат со уметност, нели? Било во дворот, било во куќата, било пред дворот. Така да се надевам дека влијае. И сигурен сум дека дека ќе има некое дејство. Ако ништо друго, барем за да се запознаат со мозаикот, да се заинтригирале, сигурно да виделе, да ме компарирале, можда не сум толку солиден колку што историјата покажува, или да кажат сличен си ко нив, рамноправен, тоа комплимент некој да ми додели. Па мислам дека објаснивме се што е потребно за овие мозаици и навистина ми беше драго што бевте мој соговорник и благодарам многу на разговор. Драго ми е, мене ми е, не знам, вам ви е тоа должност, мене ми е драго за тоа што легувам вака долго време не сум толку бил присутен меѓу овие мои мозаици. Присутен сум меѓу мозаиците мои во ателје, ама тоа не е исто како во една свечена сала, која што е оваа. Величествена, стварно е величествена. Ова, кој ја видел фотографијата од оваа перспектива, од кај што сме сега моментално, просто не може да се начудат дека Македонија има едно ваква собранинска сала. И вика браво за Македонија, не браво за авторот, него браво за Македонија. Што инсистирала да има вака нешто. Ви благодарам уште. Ви благодарам вам и на вашата трпелива екипа. Довидување. Академик Газан Фербајрам е роден на 17 март 1943 година во Скопје.
Во Белград ги завршува постдипломските студии на одсекот за монументално сликарство на Академијата за ликовна уметност и специјализира фреско сликарство и мозаик. Еден период престоја во Италија во Равена, каде работи на одсекот за мозаик на Академијата за убави уметности. Работи и како професор по предметот применето сликарство и сликарски техники во училиштето за применето уметност Лазар Личеновски во Скопје. Негови дела, освен во Македонија, има во Италија, Турција, Канада, САД, Австралија, Бугарија и во многу други градови на поранешна Југославија. Во богатото творештво се вбројуваат и монументалните дела, мозаикот 4 елементи универзум, кој како подарок во 2015 година го краси службениот влез на Македонската академија на науките и уметностите. Потоа мозаиците во Македонското собрание, изработени за време на реконструкцијата на пленарната сала во 1999 година, химна, македонски орфеј, кругови на цивилизацијата и свадбената поворка. Автор е на мозаиците во МНТ во Скопје и во ВИП салата на аеродромот во Скопје.